Некои уреди во домот трошат многу повеќе енергија од другите. За да направиме план за заштеда, треба да знаеме кои трошат најмногу и таму да посветиме поголемо внимание. Ако се греете на струја, најмногу енергија во зимските месеци трошат уредите за грејење. На месечно ниво, електричните панели во просек трошат колку термопечката, а инвертерите многу помалку. Во летните месеци најефикасно ладење е исто така со инвертер клима уред. Од куинските уреди најмногу трошат шпоретот и ревната. По нив доаѓа фрижидерот, а машината за садови троши многу помалку. На списокот по големи потрошувачи се и машините за перење и сушење алишта. Бойлерот е уште еден уред кој троши многу енергија во домот. За осветлување исто така се користи значително количество енергија, особено ако користите обични сијалици наместо лед. Да не ја заборавиме и електрониката, како телевизорите, компјутерите и озвучувањето, но и така наречената фантомска енергија. Има уреди кои непотребно трошат енергија, дури и кога се исклучени или во мирување, но приклучени на напојување. Најчести виновници кои трошат фантомска енергија се уреди со вграден дигитален екран или часовник, некои паметни уреди, како и неактивни полначи. Секаде има потенцијал за заштеда. Најмногу кај уредите што трошат повеќе енергија. Информирај се, испланирај, заштеди. Енергијата вреди, треба да се штеди.